Чинам дека веќе може да поминеме и на демонстрацијната табла, да ја видиме една од најинтересните партии одиграни досега, партијата која што беше играна на 8 овој месец, партијата меѓу Пономарјов и Морозевиќ. Пономарјов со бели фигури Е2, Е4, а Морозевиќ кој љуби да се брани и со потегот Е5 и со француска одбрана со Е6, во оваа партија се брани со сицилијанска одбрана коњ F3, D6, D4, С зема на D4, коњ D4, коњ F6, коњ C3, А6 вовед во Недрофовата варијанта. Ловец Е3, едно од најпопуларните продолженија денес. Е6 и во оваа ситуација се чини дека Пономарјов ќе го изненади својот голем противник со потегот Г4 во стил на Кересовиот напад во шевенишка одбрана. Г4 од најсилните велемајстори на светот љуби на ова место да го игра и најдобрата шахистка на сите времиња Јудит Полгар. На тој начин неодамна го совлада на турнирот во Хаговен во Холандија, го совлада и бугарскиот велемајстор Топалов. Г4 допушта Е5 со напад на коњот и по коњ F5 Г6, каде што белиот, за да не го загуби важниот пешак на Г4, практично е принуден на потегот Г5 и по Г5, Е5, белиот жртвува фигура, но за возврат по ловец С4 што ќе следи, има силна контрола на централните точки Е4 и Д5, додека црниот застанува со развод и настануваат многу интересни и остри позиции. Веројатно дека Морозевиќ не беше подготвен за таква сценарија, освен тоа Морозевиќ многу повеќе сака да напаѓа отколку да се брани. Има и други потези на ова место, Х5 е една можност, Х6 или просто црниот да продолжи со развојот, но на ова место Морозевиќ игра потег кој што досега не е виден. Иако класичното шаховско учење вели дека на крилна акција треба да се одговори со против игра во или против напад во центарот. Значи, тој игра на ова место D5, нов потег и Пономарјов ќе видиме дека правилно реагира на новоста на рускиот велемајстор. Тој поаѓа напред Г5, практично жртвува пешак. Коњ зема на Е4, коњ Е4, Д4, сега дамата доаѓа на Г4. Го слободува првиот ред, за да може белиот да рокира на големата страна. Јасно е дека таму ќе го засолни кралот. Веднаш го напаѓа потегот, пешакот на Е4, го пази и пешакот на Г5 и е подготвен за акција во многу варијанти, понатаму Х4, Х5 и Г6, значи дама Г4 е одлично решение на ова место. Коњ Д7, се разбира, белиот не игра веднаш дама Е4 да не загуби време, црниот би реагирал со коњ С5, туку прави голема рокада. Сега Морозевиќ поаѓа дама А5, беше подренген топот по линијата, дама А5, патем напаѓа на А2, но Пономарјов одлично реагира со коњ Б3, повторно жртвува пешак, но тој пешак Е2 да доаѓа во предвид да се земе, затоа што по дама А2, дама Е4, гледате, белата дама е централизирана и стои одлично во центарот на таблата, додека црната дама е во офсайд и практично на црниот ќе му треба многу време за да ја извади од таму. А за тоа време белиот нели ќе напаѓа против неразвиената црна позиција. Морозевиќ се разбира не го зема пешакот на А2, туку доаѓа со дамата на F5, а Пономарјов дама Г3. Сега, ако
беше упорен Морозевич да ги промени дамите, Пономарјов можеше на тоа да се согласи. По дама F3 би следвал ловец G2 и по дама G3 Х зема на G3. Сега гледате, топот е развиен без да одигра потек, има објект за напад, пешекот на H7, го напаѓа и пешекот на E4 и на евентуално F5 би можел да земе GF6 и по коњ F6 има пријатен избор меѓу другото и помеѓу коњ D2 или коњ C5. И јасно е дека белиот има многу подобра позиција. По дама G3 Морозевич продолжува со развојот и правилно прави ловец E7, а Пономарјов H4. Во овој миг Морозевич со дама F3 нуди замена на дамите, но се разбира дека Пономарјов не е согласен со тоа. Дама H2, дама F5. Во оваа ситуација дури и големиот фајтер и непомирлив борец Морозевич би бил задоволен со повторување на потези, но се разбира Пономарјов ловец G2. Мала рокада и сега дама на C7. Одличен потек, долг потек во стилот на поранешниот светски шампион Макс Еве. Сега гледате, фигурите на дамското крило на противникот се неразвиени, не може згодно да се отплетка и се чини дека Морозевич оптимално се брани со ловец D7 и воопшто тој со низа строго единствени потези ќе држи позицијата. Ловец D7, дама C4, ловец B6, белиот го враќа жртвуваниот пешак со ловец E4, ловец E3, зема шах, F3, дама E5. Сега гледате, црната позиција се држи благодарение на силната централизирана дама на црниот на E5 и Пономарјов доаѓа со својата дама на D4 за да ја замени единствената активна црна фигура. За да го овозможи завршување на својот развој, Морозевич мора да одигра ваков пасивен потек, топ B8 со идеја B6, а за тоа време украинскиот велемајстор Пономарјов максимално ќе ја засили својата позиција. H5, сега дама G5 H6 не доаѓа во предвид, туку B6, H6, G6. Сега овој пешак на H6 практично го држи црниот крал во клетка долго време и црниот ќе мора да пази. Од друга страна ќе видиме дека колку е важен тој пешак на H6 и за сите видови на завршници. И воопшто предноста во простор во шахот игра голема улога. Значи, во дадената ситуација сега треба да ја замени дамата на противникот Пономарјов, но се разбира не да го направи тоа со дама Е5, коњ Е5, туку да го принуди противникот самиот да ги промени дамите. Затоа коњ D2. Сега кога коњот не може да го контролира полето А5 и С5, сега во овој момент Б5, коњ F3, дама носи на D4, Е4, топ Б6. Сега дојдовме до една поинаква ситуација каде што, гледате, црниот нема слабости, видливи слабости, но се уште не го завршил развојот и мора да внимава. Мора многу внимателно да ја води својата одбрана и тоа долго време Морозевич и го чини. И тоа би рекол и со единствени потези. На Пономарјов е да најде како ќе ја засели својата позиција. Но општо познато е дека Руслан Пономарјов е еден од најдобрите технички шахисти, од најдобрите шахисти во завршница и ваква одбрана на послаба позиција во завршница е
најтешкото нешто што може да му се случи дури на силен шахист како Морозевич да ја одржи таа позиција. Следеше топот Х на F1, B4, топот D на E1, сето тоа е подготовка за расплетот што ќе следи, А5, и сега Пономарјов практично за да напредува доаѓа со коњот на Е5. Црниот мора да носи на Е5, Д зема на Е5, топ Б5. Тој напаѓа пешекот на Е5, но Пономарјев токму затоа и го стави пред 2-3 потези таму, за да половец Д3 му биде бранет тој пешак. Топ С5, топ F4, ловец Б7, сега замена на едниот топ. Топ С4, за да може белиот крал активно да учествува во играта, да влезе во центарот, што би било опасно при присуство на обата топа. Топот Дф на С8, замена на Е5, топ зема на С5, топ зема на С5. Сега крал на Д2. Топ Д5. Да не игра белиот со ловецот, патем сака топ Д4. Топ Д4 без друго мора да се спречи. Од тука топ Е4. И црниот е време со кралот да приде кон дамското крило, каде што има пешак помалку. По крал F8 белиот напредува. Има мајоритет на дамското крило и тргнува напред. С4, топ С5, топ Е3, крал С7, Б3, за да го ослободи ловецот од задачата да го пази пешакот на С4, крал на Д8 и сега ловец на Е4. Белиот нуди премини во топовска завршница, која што за црниот би била многу тешка, затоа што му се слаби пешаците на F7, на H7 и на А5, додека белиот прв ке влезе и подели линијата и црниот тешко дека би ремизирал. Морозевич затоа се повлекува со ловецот на С8, а Пономарјов доаѓа со ловецот на F3, за да му биде заштитен пешекот на Е5. Крал на С7, крал Д3, крал Б6, крал Е4. Белиот стигна да го централизира својот крал и сега ќе дојдеме до последното ниво на одбрана на Морозевич, топ на С7. За на топ Д3 парира подели линијата со топ Д7, а белиот топ Д6 шах. Единствен потек е крал С5 на ова место. И тука Пономарјов игра одличен потек, длабок потек, да крал на F4. Значи жртвува пешак во завршница. Крал на F4. Сега се заканува белиот со топ C6. Гледате, практично црниот мора да земе на D6. Е зема на D6. Крал D6. И сега жртва на уште еден пешак C5. Тоа беше целата таа идеја поврзана со крал F4. Значи, за љубов на полето E5 и понатаму F6 G7, значи белиот играше на овој начин. Идеја прилично скриена. Но и покрај тоа, што Пономарјов направи се што можеше да се стори во оваа ситуација, во оваа завршница, сепак одбранбените можности во шахот се толку големи, што веројатно дека
доколку Морозевич не ја примеше жртвата на вториот пешак, туку одиграше крал Е7 и по крал Е5, ловец А6, ловец А8, ловец Б5, веројатно дека партијата сепак ќе завршеше нерешено, како што и Пономариов му демонстрираше на својот противник, веднаш по завршување на партијата, а и во просторијата каде што велемајсторите ги анализираат партиите по нивното завршување и каде што Пономарев ќе покаже реми и за широката публика. Тоа може да го видиме и од сликата која што ја имаме од и токму се чини оваа позиција е таа за која што ќе каже Пономариов дека е реми. Она што го испушти Морозевич. Но Морозевич го зеде тој пешак на С5 и по крал Е5 веќе позицијата на црниот е загубена. Следеше уште ловец А6, крал Ф6, крал Д6. Сега максимално белите засилува својата позиција со ловец Е4, затоа што пешакот на Ф7 никаде не бега. Ловец Е2, крал зема на F7, ловец G4 и ловец носи на G6. Гледате, пешакот на H6 неминовно ќе оди во дама, како по Hg6, така и по ловец F5, на што белиот може се разбира да носи на F5 и по F5 G6. Значи, почитувани гледачи, ја гледавме партијата од третото коло на супер турнирот кој што е организиран во спомен на 8-миот светски шампион, на незаборавниот шаховски волшебник Михаил Талј, турнир кој што од 5 до 19, значи се игра во Москва при учество на 10 супер велемајстори кои што играат по Бергеров систем, секој со секого. И каде што нема изразити фаворити, каде што моментално Пономариов е во водство со 2,5-3, но следниот шаховски коментар следната недела се разбира ќе го имаме и конечниот пласман, конечниот преглед на табелата и ќе дадеме завршни акорди и заклучоци од овој турнир, еден од најсилните оваа година и се разбира дека ќе видиме и уште некоја интересна партија. Тоа би било се. Ви посакувам пријатно попладне.